Пожарите никако да стивнат. Гори на повеќе места, но најкритично е на 6 локации. Алармантна е состојбата во селата Тажево и Брезница и кај ловиштето Јасен. Се гаснат пламените јазици и на Илинска планина кај селото Витово, Базерник, Мало Илино и Брежани. Се уште е критично и во Демир Хисар каде гори сува трева, а активни се пожарите и во Македонски Брод и Охридскиот регион. Од Центарот за управување со кризи велат дека се гасне и од копно и од воздух. До сега до нив на телефонскиот број 112 стигнале 2601 повик. На единствениот повикувачки број за итни случаи 112 во ЦУК добивме 2601 повик, од кои реални биле 1691 или 65,1%, а другите што не биле за итни потреби биле на број од 910 или 34,99% од вкупниот број повици. Се гасне и во општина Чашка, кај селата Папрадиште и Јореше, во Петровец кај селото Градманци, а гори и во Кочани кај местото Панаѓур. Шестиот активен пожар е во Студеничани кај селата Драчевица и Црвена вода. Под контрола се пожарите во Гевгелија, Дојран, Богданци, Пласница, Делчево и Прилеп. Она што некогаш беше преубава зелена шума сега е претворена во пепел. Денеска хеликоптерот Бел 412 од одделот за воздухопловни единици на МВР дејствуваше на пожарот кој избувна вчера во реонот на селата Папрадиште и Јореше. Во 11 циклуси беа исфрлени над 20 тони вода, со што беа локализирани дел од жариштата, велат од МВР. Изминатиот период неколку лица беа приведени поради подметнување пожари, што предизвика зголемено полициско присуство на терен. Речи си помина 1 месец како Македонија се справува со огнена стихија. До сега околу 9000 хектари површина или колку 12000 фудбалски игралишта пеплосаа во пожарите. Како што соопшти од Македонски шуми, од нивните проценки станува збор за слаба и деградирана шума, односно грмушки, смреќи и дап.